Европската унија. Ова е прв пат во македонската политичка историја албанска партија да влезе во предизборна коалиција со главна македонска партија како СДСМ, што е. Дали има некаква заедничка нишка? Која е заедничката нишка што ги поврзува БЕС и СДСМ? За да информираме, значи, јавноста, ова е прв пат една таква коалиција на парламентарни избори. Инаку имавме такви коалиции во локалните избори, имавме исто таква коалиција на претседателските избори, кога ДУИ беше заедно со Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. За разлика од другите коалиции кои беа во интерес на личните интереси на кандидатите за локални избори, односно во интерес на претседателските избори за да добие господин Пендаровски, во овој случај, значи, ова коалиција е коалиција за да Македонија докаже дека има капацитет да гради едно општество кое ќе биде рамноправно за сите, да изгради една држава, институции кои ќе бидат рамноправни за сите, без разлика на различностите кои ги имаме во Северна Македонија. Вие тоска бевте во опозиција, како што знаеме, и врз основа на што, прашањето ми е врз основа на што ќе се базира вашата изборна програма? Од позиција на опозиција, сега можеби ќе влезете и во влада. Каква визија имате за Македонија доколку дојдете на власт? До сега сите политички партии, особено политичките партии на албанците, има многу, да кажам, по националистичка реторика пред изборите, за да после изборите ги заборават сите тие реторики и да влезат во комбинации кои беа неприродни. Да подсетиме дека од 2002 кога ДУИ како излезено од конфликтот влезе во коалиција со СДСМ, после со ВМРО, па пак со СДСМ, со ВМРО и така натаму. Исто така, значи, неприродно ДПА кога влезе во коалиција со ВМРО како две националистички, кажано условно, концепти. А ние за прв пат, значи, влегуваме во една предизборна коалиција при која ќе понудиме една програма за рамноправен економски развој, ќе понудиме програма за правда за сите, значи да го реформираме правниот систем за да нема повеќе монтирани случаи врз било каква база, единствено, значи, законот да биде за сите еднаков, да нема никоја индивидуа која ќе биде над законот, што беше случај до 2016 година кога власта ги зафати сите институции, особено институциите на правдата, и на крај, значи, нашата единствена односно целта која не соединува и со Социјалдемократскиот сојуз е интегрирање што побрзо во Европската унија, при што сме убедени дека сите граѓани ќе ги имат тие придобивки кои произлегуваат од полноправно членство во Европската унија. Неделава лидерот на СДСМ, господинот Зоран Заев, ги представи, го отвори конкурсот и веќе се најавуваат многу кандидати на изборните листи на претстојните парламентарни избори. Дали вие ќе бидете носител на изборна листа во изборната единица 6? Договорот е да ние трчаме со најдобрите кандидати што ги имаме као движење БЕСА и као коалиција на Социјалдемократскиот сојуз. Не беше најважно за нас кој каде ќе трча, но сигурно дека како лидер на БЕСА кој доаѓа од 6-та изборна единица, било нормално јас да ја водам таа изборна единица. Се надевам дека и другите кандидати кои ќе бидат после мене и од коалицијата, дали од Социјалдемократскиот сојуз, дали од движењето БЕСА, ќе бидат најдобрите кандидати за да тоа го гледат гласачите и да гласат за кандидатите, а не за тоа која коалиција или од каде доаѓаат. Господин Касањ, ви благодарам за разговор. Благодарам исто и на вас.